Јас сум Јелена Блажевска, собственик на билна аптека од Тетово и за денеска ќе ви презентираме уште 3 производи најактуелни за овој период. Ќе почнем денеска со антипаразитниот програм. Значи, тоа се капки од црн орев, капки од пелин и капки од карамфилче. Антипаразитниот програм е производ 100% природна комбинација за прочистување на сите познати видови бактерии и паразити. Сите ние сме лесно подложни на внес на паразити и на бактерии кои гравитираат низ нашето тело 24 часа дневно, а кои телото и организмот не можат да ги одбијат. Класичните доктори и алтернативните лекари тврдат дека паразитите можат да бидат причина за многу здравствени проблеми, дури и сериозни болести, како што се ракот и туморот. Американскиот национален здравствен институт докажува дека кај просечниот човек има и до 1 килограм паразити кои ги истицуваат витамините и минералите од телото, а при тоа оставаат токсини. На овој начин тие го слабеат нашиот имунитет и доведуваат до болести, како чести настинки, тешко дишење, алергии, проблеми со уринарните канали, ешерихија, стафилокока, стрептокока, мигрена, главоболка, проблеми со црниот дроб, хепатит, срцеви тегови и многу други тешки заболувања. Доктор Хилда Кларк е амерички биофизичар која прва ја развива природната комбинација за борба против паразитите и бактериите или антипаразитниот програм. Со помош на овој антипаразитен програм, таа ја излечила повеќе од 20.000 луѓе од сериозни болести, како што се рак, артритис, астма, анемија. Антипаразитен програм се состои од 3 улни капки, како што се црниот орев, делува на големите паразити, јајцата на паразитите и ларвите и е основа на антипаразитниот програм токму поради високата концентрираност. Потоа маслото од пелин делува на ларвите и исклучително има антимикробно дејство. И маслото карамфилче, кој ги уништува јајцата на ларвите. Комбинацијата на овие 3 производи се користи во посебен третман, кој трае 35 до 40 дена и комплетно врши чистење на целиот организам. За вториот производ ќе биде ладно цедено масло од семки од цитрон. Ова масло се добива со метод на пресување од лушпата и јадрото на семката на цитронот, а како природен антибиотик е познат уште оддавна. И денес неговото дејство е неодминливо и докажано дека ги уништува спектар на грам позитивни и грам негативни микроорганизми, вируси, бактерии и габички, како стафилокока, кандида, ешерихија коли, кламидија, хеликобактер и многу други бактерии. Маслото содржи количина на флавониди, танини, фитостероли, лимонова киселина која делува на зајакнување и поддршка на имунолошкиот систем на организмот. Ова масло е одличен извор на витамин С, калиум и пектин и од други причини има и мочни антиоксидативни ефекти врз организмот во целост. Познат е како антиоксиданс, антибактерик и антивириотик и регулира и многу други метаболни функции, а пред се имунитетот, цревната флора, дигестивниот трак, слабокрвноста, подобрување на општата крвна слика и подобар метаболизам. Се додава во вода, сок или чај, а помалата популација може да го додава и во јадење. За сите бактерии и вируси се земат 3 пати на ден од 5 до 10 капки, а во 200 мл вода 3 пати на ден, а кај помалите лица еднаш до 2 пати по 5 капки. Третиот производ за денеска ќе биде чај за бубрези,
ова е микс од традиционални билки. Отпадните производи кои се создаваат во крвотокот може да предизвикаат широк спектар на бубрежни заболувања и заболувања на мочните канали. Лошата исхрана, дијабетисот и високиот крвен притисок се едни од неколкуте главни причини за заболување на бубрезите. Чајот за бубрези се продава повеќе од 30 години и го признаваат многу домашни и европски фармацевти и доктори и го имаат користено десеттици илјади задоволни потрошувачи. Може да делува така што ги ситни и уништува камењата и песокот во бубрезите, превенција од создавање и регулација на креатинот, акутна болка во долниот дел на грбот, намалува потење, гадење и повраќање, обезбедува лесен проток на урината, го намалува болното мокрење и печење, ја намалува крвта во урината, ја намалува честата потреба за мокрење, инфекции, бактерии во урината. Исто така помага и многу во проблеми со простатата.